Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Имаше еден глумец кој не можеше да најди работа согласно со својата професија. Еден ден во весник видел дека во локалната зоолошка бараат мајмуни. Си рекол, па можеби можам да се облечам како мајмун и да глумам, сепак сум глумец и тоа добро ќе ми оди. Аплицирал за работното место и го добил, му дали униформа и го ставиле во кафезот за мајмуни. Тој навистина добро си ја вршел работата и ги имитирал вистинските мајмуни во се што прават. Кога јаделе банани, тој јадел банани. Кога правеле акробации и трикови, и тој ги правел истите потези. Уживал во својата работа. Потоа забележал дека од врвот на кафезот се спушта едно јаже, си помислил, ако го фатам јажето и се нишам на него, на посетителите ќе им се допаѓа. Едно убаво и сончево саботно утро во зоолошката се собрале луѓе од многу краишта, со цел да го гледат овај мајмун како се ниша на јажето. Но глумецот не забележал дека веднаш до кафезот со мајмуни имало и кафез со лавови. Како што се нишал на јажето, тој се повеќе се залетувал до таа мера што се наоѓал над кафезот над лавовите. Публиката била расположена и ракоплескала, но одеднаш јажето се скинало и глумецот паднал во кафезот на лавовите. Тие почнале да се собираат околу него и преку говорот на телото и звуците, кои ги спуштале, му покажувале дека не се непријателски настроени кон него. Еден од лавовите почнал да трча кон него. Одеднаш глумецот ја искинал својата униформа и почнал да вика: "Помош! Помош! Извадете ме од тука!" А лавот му одговорил: "Престани да викаш будало, бидејќи сите ќе останеме без работа." Драги пријателки, мислам ќе се согласите дека едно од најзастрашувачките и најнепријатните мерки за време на ковид пандемијата беше тоа што бевме принудени да носиме маски. Нашите животи одеднаш се сменија и сите имаа маска на себе, на аеродромите, на трговските центри, продавниците, училиштата, црквите, улиците и така натаму. Не знам дали ви се случило покрај вас да помине некој кој го познавате, но да не ја поздравите таа личност, бидејќи не сте ја препознале. Пандемијата беше многу тежок период, покрај тоа се соочивме со осаменост, изолација, одговорност од ближните и многумина се соочија и со депресија поради полициските часови и останатите рестриктивни мерки. Мене, а и на многумина други, навистина ни олесна кога одговорните одлучија дека не мораме веќе да носиме маски, како повторно да оживеавме. Имавме можност да дишиме и да уживаме во свежиот воздух, се чувствувавме слободни. За жал, на сличен начин многумина од нас го живеа животот со маски, односно со прикривање на вистинското лице од другите. Правејќи го тоа, ние всушност покажуваме дека не сме доволно слободни да се покажеме пред другите. Со сите наши подеми, падови, грешки, предизвици, исто како што носевме маски за време на ковид од пандемијата и како што глумецот носеше униформа во зоолошката, така и ние секој ден ставаме одредена маска со која ја прекриваме вистинската јас. Сакаме Бог и другите да мислат дека сме супер, но колку подолго ја носиме маската, таа се повеќе станува дел од нас и со тек на времето и товар станува неподнеслив. Не само тоа, туку јазот помеѓу нас и Бог и помеѓу нас и другите стануваат се поголеми.
we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Прашавме неколку жени какви маски носат со цел да го сокријат своето вистинско лице. Додека ги слушаш, размислувај за твојот живот. Можеби ќе дојдеш до заклучок дека и ти имаш некаква маска и дека е време да се ослободиш од тој товар. Јас се кријам зад насмевката. Кога луѓето ме гледаат, секогаш се смеам и се преправам дека сум среќна и дека се е во ред во мојот живот. Но реалноста е дека длабоко во себе јас сум мизерна. Кога сум сама, многу често плачам и би се опишала како се друго, но не и како среќна личност. Мојата маска е маска на самодоверба. Се кријам зад моите достигнувања и добрата кариера која ја имам како бизнес жена. Реалноста е дека длабоко во себе сум несигурна и ја немам довербата која ја прикажувам пред другите. Секогаш сум загрижена и уплашена дека можеби ќе изгубам работата или дека некоја друга жена ќе биде подобра од мене. Јас се кријам зад маската на духовноста. Им покажувам на луѓето дека сум многу религиозна, се молам, постам, редовно дам во црква, а реалноста е дека само правам одредени религиозни обреди и ништо повеќе. Моето општење со Бог не е како што треба поради една непокајан грев во мојот живот. Не го чувствувам Божјото присуство во моето секојдневие. Мојата маска е маска на перфекционист. Сакам луѓето од мене да добијат впечаток дека сум одлична мајка, супер сопруга, дека ја имам најубавата куќа, најдобриот брак, воспитани деца и слично. Моите пријатели мислат дека животот ми е совршен, но реалноста е дека сум под преголем стрес поради мојата мајчинска улога. Мојот брак се распаѓа и не можам повеќе да ја носам маската на перфекционизмот. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Драга пријателке, можеби и ти носиш на себе некоја од овие маски. Денес во програмата Скапоцена и сакана ќе размислуваме на оваа тема, бидејќи е релевантна за секоја од нас. Сите ние имаме некои маски кои ги носиме од време на време, а мојата молитва е денес да најдеме слобода во Исус Христос и да имаме храброст и сила да ги отстраниме маските и вистинската да сме слободни.
Ајде заедно да се вратиме илјадници години наназад и да видиме кога започна проблемот со маските и која е нашата надеж за слобода од истите. Ке читам од првата книга во Библијата, позната под името Создавање. Во глава 2 од оваа книга е запишан настанот во кој за прв пат луѓето почнале да користат маски. Станува збор за приказната на Адам и Ева, првите две човечки суштества. Бог рече, тие ќе станат едно тело и така почна да живеат заедно. Во стих 25 пишува, двајцата беа голи и не се срамеа еден од друг. Со други зборови немаа облека на себе, но бидејќи не беа грешни, тие не се срамеа, немаа причина да се кријат. Ајде сега да продолжиме со глава 3 од книгата Создавање. Дојде сатаната во форма на змија, посеа сумнеш во срцето на Ева. Таа му беше непослушна на Бог и пробаа од плодот кој Бог им го забрани, а истиот го стори и Адам. Во стих 7 пишува, тогаш им се отворија очите и обајцата се разбраа дека се голи. Па исплетоа лиси од смокви и си направија опашала. Ова е првиот обид за прикривање од страна на луѓето, односно првото носење на маски. Адам и Ева се покриеја, бидејќи чувствуваа страм, им беше непријатно во присуството еден на друг, и се чувствуваа недостојни за Божјото присуство. Затоа направија облеки од смокви во обид да се сокријат од Бог. Токму ова е тактиката на сатаната. Тој не напаѓа преку своите лаги, обидувајќи се да не убеди дека поради нашите дела од минатото ние сме лоши личности и затоа едноставно нешто што треба да го направиме е да се сокриеме. Секој од нас денес знае што значи да се сочуваме со страм, а и затоа има многу причини: физичко малтретирање од детски години, неуспешен брак, неморална сексуална врска пред брак, неопростување и огорченост кон некој кој не повредил, неуспех во бизнис кариерата, неуспех во улогата како мајка или сопруга и слично. Како резултат на сето тоа, ние правиме се што можеме за пред Бог и другите да се представиме како супер личности. Тоа го правиме обидувајќи се да бидеме постојано зафатени, да не мислиме на нашето минато, се смееме и глумиме дека се е во ред. Но реалноста е дека нашите срца и души се мизерни, живееме во постојан страм и страв дека некој ќе го види нашето вистинско лице. Некој можеби ќе рече во ред, носам маска за да се заштитам, но не правам штета никому. Што е проблемот во тоа? Драга слушателке, сакам да знаеш дека кога носиш маска, тоа на почетокот може да изгледа како лесно решение, но последиците ќе се сериозни. Кога носиме маска, ние не сме искрени пред Бог, а кога не сме искрени пред Бог, не можеме да бидеме искрени пред другите. Како резултат на сето тоа, ние сме сами и изолирани од светот околу нас, а тоа води кон живот во духовен, социјален и емотивен мрак. Во Библијата, во Старозаветната книга на пророкот Исаја, глава 59, стих 2 пишува: но беззаконијата ваши се раздели од вашиот Бог, и гревовите ваши прават да го сокриват лицето свое од вас, за да не слуша. Мислиме дека од духовна гледна точка се е во ред со нашите животи. Се молиме, даваме пари на сиромашните, ги исполнуваме нашите религиозни обреди, но во реалноста според Божите стандарди ние сме далеку од Него. Тој не слуша, немаме активно и длабоко заедништво со Него. Со други зборови, ние се мамиме самите себе си. Од социјална и емотивна гледна точка, зошто толку многу жени се депресивни и користат антидепресиви? Зошто некои се самоубиват? Има и такви кои инвестират многу пари во скапи одмори, а кога ќе се вратат во реалниот живот, повторно се чувствуваат осамени и тажни. Зошто на социјалните мрежи гледаме објави слики кои прикажуваат лажна среќа, бидејќи луѓето носат маски и сакат да покажат пред светот дека животот им е совршен, но тоа не е реалност.
Можеме себе си да се мамиме, но сигурно не можеме да го измамиме Господ Бог. Во Новиот Завет има стих кој вели: и нема создание сокријано за него, туку се е голо и откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. Посланието до Евреите 4:13. Мислам дека стихот е многу јасен во тоа што сака да го каже. Не можеме да се сокриеме од Бог, тој ги знае нештата за кои нам ни е непријатно да зборуваме пред другите. Тој ги знае нашите лоши навики, зависности, грешните мисли, нештата кои прибегнуваме во обид да си ја намалиме болката. Тој знае за твоите нарушени меѓусебни односи, знае се. Дали имаше некаква надеж за Адам и Ева? Има ли надеж за тебе и мене? Се разбира, надежта ја имаме поради Божјата благодат. Ајде да се вратиме во Создавање 3 и да видиме што Бог направи за Адам и Ева кога тие се сокриеа во градината. Тој почна да им вика, ги осуди, ги понижи и им кажа дека не ги сака повеќе. Не, случката не оди во таа насока. Слушнете што пишува во стих 21. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облека од кожа и ги облече во нив. Бог е навистина милостив и прекрасен. Тој им даде втора шанса, им направи облека од кожа и ги облече. Во книгата Создавање Бог жртвуваше безгрешно животно, ја зеде кожата од животното и ги облече Адам и Ева во неа. Тој ги тргна нивните маски, кои сами си ги направија, им даде нова облека. Токму тоа е она кој Бог го направи за нас пред 2000 години преку неговиот син Исус Христос. Тој го жртвуваше него, кој беше безгрешен за нашите гревови и страмови, за да може да не облече во неговата праведност, и поради Исусовата смрт ние немаме веќе потреба да се криеме. Драга пријателке, сакам да ти дадам нешто кој ќе ти биде од полза да го размислуваш. Во расказот со Адам и Ева во стих 9 пишува: но Господ Бог го повика Адам и му рече: каде си? Зарем Бог не знаеше каде е Адам? Се разбира дека знаеше. Но Бог намерно го праша каде е, бидејќи сакаше самиот Адам да размисли, да признае во каква состојба се наоѓа. Денес, додека ја слушаш програмата, скапоцена и сакана, Бог те прашува со љубов: каде си? Што ќе му одговориш? Што ќе му кажеш? За некој од нас одговорите ќе бидат: живеам во страв бидејќи имам проблем, или живеам во страв бидејќи имам грев, или се кријам од тебе за това маска бидејќи се плашам. Како ќе реагираш ако вистински ме познаваш? Но Бог веќе те познава вистински и сепак те сака. Затоа, драга сестро, сакам да те охрабрам да ја симнеш маската и да му кажеш на Бог: тука сум, можеш да дојдеш пред Бог таква каква што си, бидејќи Тој веќе знае се за тебе и неговата љубов е доволно голема за да те прифати, исчисти и промени. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me
sees each tear that falls and hears me when I call. Sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Драга пријателке, ако си застранила во животот, те молам, знај дека без разлика во каква состојба се наоѓаш, Бог те сака со безусловна љубов и сака да те пресретне и исцели. Нема ништо во животот што е толку лошо за да не може да се принесе пред Бог. Само преку покаяние можеме да ги искусиме Неговата милост и благодат. Во Стариот Завет, во книгата Псалми, глава 27 стих 5 пишува: зошто во злочест ден тој би ме сокрил во својата скинија, би ме сокрил под покривот на своето живеалиште и би ме искачил на карпа, така што наместо да се криеме од него, треба да бараме закрила кај него. Време е да ги оставиш болката, разочарувањата, гревовите, проблемите и се друго поради кое носиш маска. Обрати се кон Бог и дозволи му нему да те исчисти со неговата љубов, благодат и милост. Сокриена зад превезот. Таа не сака да ја покаже својата болка, сокриена зад превезот. Таа не сака да ги открие лузните од минатото, сокриена зад превезот. Болката продира во нејзиното срце, сокриена зад превезот. Ги крие вината и срамот во себе, сокриена зад превезот. Таа нема со кого да разговара, сокриена зад превезот. Мисли дека никој не се грижи за неа. За твојот превез ти си прекрасна жена, полна со благодат, жена со вредност. Време е да го покаже своето лице, открие убавината која Бог ти ја дал. Покажи му на светот која си ти. Светот има подобро од тебе, затоа расшири ги крилјата и лете. Бог те повикува да ја тргнеш маската, да живееш без срам и вина. Тој сака да ти даде нов почеток во животот и да ти помогне да го достигнеш својот потенцијал. So long I search for life's meaning, enslaved by the world and my greed. Then the door of my prison was opened by love, for the ransom was paid, I was free. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my
from the door, empty life I set free. For when I met Jesus, He made me complete. He forgot the foolish child I used to be. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. Oh, I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Oh, I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.